Талир е стара сребрена монета, а првпат е искована во 1517 година во денешна Чешка. Во промет била до 1907 година, но името Талир, иако во изменет облик се задржал во називот на монети во дел од скандинавските држави и во Италија. Во Македонија талирот стаса дури во 2017 година, но не како сребрена монета, туку како символ за незаконско богатење и финансирање на ВМРО-ДПМН. Талир е име на предметот во кој специјалното јавно обвинителство истражува како партијата за само 6 години се стекна со имот вреден десетици милиони евра. Постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничениот како претседател на политичката партија му биле добро познати законските ограничувања, сепак истиот во периодот од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби. При што мотивите на првоосомничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со зацврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија. Истрагата СЈО ја обелодени во мај минатата година, а деновиве се пишува обвинението за Талир. Според информациите кои ги добивме од СЈО, во случајот има 14 осомничени, но се уште не е дефинитивно дали толку луѓе ќе бидат опфатени во обвинението. Актуелниот председател Христијан Мицкоски не е осомничен. Во досегашната истрага испрашани се над 500 сведоци, како докази обезбедени се околу 12.000 уплатници со кои се донирале пари во партиската каса, како и илјадници документи од институции, приватни фирми и банки. По едно неодамнешно интервју на лидерот Мицкоски дека партијата нема пари за одржување на главното седиште и дека размислува за продажба или изнајмување, СЈО веднаш побара од кривичниот суд да го замрзне имотот, за кој постои сомнеш дека е купуван од нелегални пари. Судот го одобри барањето и сега ВМРО-ДПМН не смее ниту да го отуѓува, ниту да го става под хипотека или издава. Според информациите кои ги добивме од СЈО, вредноста на замрзнатиот имот е 17.500.000 евра. Според проценител на ВМРО-ДПМН, седиштето на партијата денес вреди 14 милиони евра, а инвестицијската вредност е 7 милиони евра. Останатиот замрзнат имот е во вредност од 3.500.000 евра, или вкупно под мраз се куќи, станови, деловен простор во вредност од 17.500.000 евра. Во рамки на предистражната постапка успеавме да детектираме недвижен имот кој што е купен во име на политичката партија, меѓутоа не се користи за партиски цели. Тоа е лесно утврдливо, значи констатиравме дека на таквите имоти воопшто не се содржани никакви партиски обележја. Некаде имаме имоти кои што не се објекти, значи имаме и ситуација каде што имаме малтене пасишта или ниви, кои што очигледно е дека не се користат за целите на политичката партија. Истражувачката репортерска лабораторија од СЈО го побара списокот на замрзнатиот имот, а од катастарот го побаравме целокупниот имот на ВМРО-ДПМН. Направивме мапа на Google на која со сина боја обележан замрзнатиот имот, а со црвена оној со кој може да располага партијата и за кој нема сомневања или докази дека е купан од Балкани пари. Според мапата, замрзнати се 62 имоти, а слободни се 27. Имот има во сите градови, но и во помалите општини и села. Највредно е седиштето или популарната Бела палата, каде според катастарот има деловен простор од 3816 метри квадратни и земјиште од 1240 метри квадратни. И овој објект не смее да се продава и е под истрага. Најголем дел од имотот на партијата се деловни простори или партиски штабови, но и станови, куќи и пасишта. Например, голем имот во земјиште и ниви ВМРО-ДПМН има во Скопско Сарај. Сите овие имоти се купувани во периодот кој го истражува СЈО, односно од 2009 до 2015 година, со пари за кои постои сомневање дека се добиени на нелегален начин и за кои постојат докази во прислушуваните разговори. Постои основано сомнение дека внесувањето на средствата било извршено преку готовински уплати, при што во уплатниците биле внесувани неточни податоци и преку злоупотреба на личните податоци на членството на политичката партија биле вршени уплати на незаконски стекнатите парични средства, при што во периодот од 2009 година до крајот на 2015 година преку готовински уплати на жиросметката на партијата биле внесени вкупно 301.531.662 денари или
речиси 4 милиони и 900 илјади евра. Според доказите на СЈО, осомничените ВМРО-вци од врвот на партијата парите ги внесувале преку донации и во завршените сметки како легални уплати, а потоа биле користени за плаќање на долгови и обврски кои ги имала партијата, како плаќање на сметки, маркетинг услуги и закупување на имот. Голем дел од уплатниците се пополнувани со исти ракопис, уплаќани се во интервал од 20 до 30 секунди во рамки на деловните банки, така што поседуваме и повеќе од доволно материјални докази дека на вистина во овој случај станува збор за кривично дело, односно постои основано сомнение дека станува збор за кривично дело перење на пари. Во 2009 година за само 12 дена биле уплатени 336.000 евра или на ден по околу 28.000 евра на име донации. Во 2010 биле инкасирани 79.000 евра во само 5 дена. Во 2011 просечно се уплаќале по 12.000 евра на ден. Во 2012 се собрани 161.000 евра за само 11 денови. Во 2013 за 6 дена се собрани 185.000 евра, а рекордни жетви имало во 2014 и 2015. Во овие 2 години преку уплатници на име донации на партиската сметка легнале 3 милиони евра. Осомничените кои се од тогашното раководство на ВМРО-ДПМН се товарат за перење на пари и злоупотреба на службената положба. ВМРО-ДПМН по замрзнувањето на имотот минатата недела реагираше дека мотивите на СЈО и на судот се исклучиво политички мотивирани. ВМРО-ДПМН велат оттаму не е осомничено во постапката, а намерата е политички прогон и оневозможување на нормално функционирање на опозицијска политичка партија. Вкупната вредност на целокупниот имот на ВМРО-ДПМН изнесува нешто околу 10 милиони евра, што е неколкукратно помалку од сите оние небулози, од сите оние шпекулации и спинови кои што во изминатиот период СДСМ и ЗАЕВ се обидуваат да ги лиферуваат во јавноста. Ако не се лажам, се споменуваа суми од над 60 милиони евра.